кратко заврши пресконференцијата овде во Министерството за внатрешни работи, на која што беше објавено дека Министерството спровело акција под името Лотос, со која што е разбиена наркомрежа. Осомничени, односно пријави има за вкупно 24 лица, од кои главен, односно организатор е осомничен 40 годишен велешанец, кој што не само што продавал дрога, туку формирал, како што беше кажано на пресконференцијата, и мрежа на препродавачи, посредници и дилери низ цела Македонија. Токму поради тоа, до црноќеска, односно изутринава, биле извршени претреси на 24 локации кај 24 лица. Според сомнежите, според истрагата што ја правила МВР изминатиот период, осомничените препродавале марихуана, хероин, но исто така и синтетичка дрога амфетамин. Цените се движеле околу 1000 денари за грам хероин и 500 денари за пакување марихуана. Организатор, како што кажав, бил 40 годишен велешанец, кој што понатаму ги повикувал, им се јавувал на останатите осомничени да дојдат во неговиот дом, им ја давал дрогата, потоа тие препродавале, дел од парите задржувале за себе, дел му предавале на него. Предлагам тука, доколку е подготвена, да слушнеме дел од изјавата на министерот за внатрешни Чавков за оваа акција. Исто така, првоосомничениот кон крајот на 2015 и почетокот на 2016 година организирал мрежа на препродавачи и посредници, при што ангажирал уште 3 лица, сите од Велес, да вршат продажба на хероин и марихуана со цел стекнување противправна имотна корист. Лицата, по добиените инструкции и по извршената препродажба на дрогата, дел од заработката ја задржувале за себе, а поголемиот дел му ја носеле на првоосомничениот во неговиот дом. Освен денешните претреси во претходниот период, беа реализирани уште 2 случаи на недозволена трговија со наркотични дроги, во кои беа запленети скоро 30 килограми марихуана, 40 паковки хероин и уште 7 паковки марихуана во рамки на истата акција која што се спроведуваше во континуитет. Како што можевме да слушнеме и од изјавата на министерот, во денешната акција се 4 главни осомничени, од кои едниот организатор, останатите соработувале со него, но во изминатиот период околу препродавањето на дрогата се осомничени, дели веќе имаат и пријави, вкупно 24 лица, од кои 20 се кои е најдена и наркотична дрога, одземени се и возила, мотори и изречени се и за некои прекршочни санкции во висина од 14.000 евра.